الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala na Allah Jalla Jalaluhu za site brojni blagodeti su koji ne počestil. Salavat i selam, mir i spas i blagoslov neka bidat vrz naši od pejgamber i miljenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na njegova česna familija, ashabi, tabiin i site sledbenici na ovoj din do sudnjeg dana. Dragi braća i počituvani sestri, dozvolite mi su pomož na Allah Jalla Jalaluhu i su pomož na moje to skromno znanje da bi prenesam jedan mnogo interesan nastan slučaj so koji će ja uvidime ušte ednaš i potvrdime Allahovata sila, Allahovata veličina i univerzalna moć. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah je moćan za sve. Ova prikazna ili istorija nastan se odnesula za jedna muslimanka, devojka koja se pridržuvala za njezinata vera. A što je najinteresno, se slučil vo glavni od grad na Velika Britanija, vo London. Ova pobožna i praktična muslimanka bila vo poseta kaj njezinata drugarka, kaj koja ostanala docna vo večernite časovi. Така занесена во разговор, во муабет и слично, кога веќе настапила половина од ноќта. Па посакала да замине дома. Посакала да се врати дома, меѓутоа размислувала на кој начин тоа да го направи. Размислувала, иако незината другарка и пријателка и предложила да остане кај неа, да преночава, да преспие. Меѓутоа, оваа девојка решила по секој случај да замине дома, за да не стравуваат незините родители за неа. Па одлучила да замине со метро, со трамвај до својот дом, бидејќи Лондон е голем град, милионски град, кој неговите крајеви од една до друга се многу далечни. Па така раскажу оваа девојка, кај половина на ноќта тргнала да оди со метро, со трамвај до својот дом. Иако била оплашена, стравувајќи за својата безбедност од бројни ноќни натрапници, бројни ноќни криминалци кои можат да и нанесат зло по незината чест, по незиниот авторитет. Меѓутоа се подпрла на Allah Jalla Jalaluhu и тргнала. Се симнала доле во метро и кога во метрото немало никој, освен само еден човек. Тогаш навистина уште повеќе почнала да се плаши за себе. Меѓутоа, и во тој момент не заборавила на Allah Jalla Jalaluhu. Па почнала да ги учи заштитните дови, кои му се потребни на еден муслиман секој пат да ги има со себе, како најголемо оружје против злата на луѓето и злата на џините. Ги учила тие заштитни дови, ги учила бројни курански ајети, кои во тој момент и дошле на памет. Плашејќи се тој натравник, меѓутоа и подпирајќи се на Allah Азза ва Џал. И за кратко време дошол трамвајот и си заминала безбедно дома. Меѓутоа не завршува ова приказна тука. Утре дента зема новина в раце и кога чита дека се случило убиство во лондонското метро, чита понатаму и наоѓа дека
токму на она постојка, на она станица каде што таа чекала, токму на тоа место се случило убиство. Дури и времето се вклопувало со она време во кое таа девојка чекала. Ако таа чекала во 12:30, убиство се случило во 12:35 минути. Само 5 минути од како таа заминала. И таа девојка веднаш се сетила на тој натрапник, на тој бандит и криминалец. И пошла во полиција. Заминала во полиција. И кога им раскажала на полицијата, тие рекла, еве го тој човек. Тука е тој човек уапсен кај нас, дали би си го препознала? Ова наша девојка муслиманка, веднаш само што го видела, го препознала. Па бара дозвола од полицијата да му постави неколку прашања на тој криминалец, на тој натрапник. Па му вели, хел тезкурини, дали се сеќаваш на мене? Дали ме препознаваш мене? Рече да. Криминалецот одговори да. Убиецот одговори да, потврдно. Рече, кога ја уби таа жртва? После 5 минути од твоја заминување. Зошто не ме уби мене? Кога јас бев тука на тоа место, имаше прилика и можност да ме убиеш мене. Е, тука е она поентата која сакаме да ја потенцираме и нагласиме. Рече, како можев да те убијам, кога зад тебе раејту раджулани дахман, видов двајца крупни, огромни, кои одеа зад тебе, само ако те допрев или чепнав, ќе ме скрша, ќе ме отепа. Субханаллах. Со неа не беше никој. Таа беше чисто сама. Меѓутоа Аллах џелле џелалуху е оној кој ја заштити, кој испрати мелеки кој таа не ги гледаше. Меѓутоа тој натрапник ги виде и затоа не се осмели да пружи рака на таа девојка, бидејќи таа девојка се потпре на Аллах џелле џелалуху. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. А кој ќе се придржи за Аллаховата вера, тој ќе биде упатен. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. А кој се потпре на Аллах џелле џелалуху, тој му е доволен. И тогаш таа девојка свати и ја увиде Аллаховата величина, дека Аллах џелле џелалуху испратил двајца мелеки, заштитили и ја сачувале од тој натрапник. Од тука, драги браќа, можеме да заклучиме и да видиме дека оној кој ќе се заштити со Аллах џелле џелалуху, оној кој се потпре на Аллах џелле џелалуху, Аллах ќе го сочува. Меѓутоа мораме со нас да ги користиме тие заштитни дови кои ќе не сочуваат од злото на луѓето и од злото на џинните. Тоа е Аллахова величина, тоа е Аллахово чудо, Аллахова возвишеност која ни ја покажува околу нас, близко или далеку, само со цел ние да се вразумиме, лааллекум тетезаккерун, можеби ќе се подсетите, можеби ќе се вразумите. Славата му припаѓа на Аллах џелле џелалуху, со чие име почнавме и со чие име ќе завршиме. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.